На денешната работна средба помеѓу земјоделците од Кочанско и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, на која присуствуваше и градоначалникот Никол Чуилиев, кој воедно е иницијатор на истата, се разговараше на повеќе теми од значење на земјоделието во регионот. На почетокот градоначалникот Илиев ги информираше присутните за уредувањето на патната инфраструктура во дел од полињата со тампонирање заради подобра проводност и за пробивање на земените канали и вади, кој веќе е во тек. Потоа стана збор за палењето на сламата и страништата и загадувањето што го предизвикува чадот, за подготовките на новата производствена сезона и други тековни проблеми кои ги засегаат земјоделците. Во изјавата за медиумите градоначалникот Илиев меѓу другото рече: Една од темите за кои што разговараме подолго време и за кое локалната самоуправа презема чекори да ги реши, тоа се пристапните патишта до нивите. Другата точка за која што секако разговаравме е решавање на вадите за водоснабдувањето, односно наводнувањето и поставувањето на кунци со кои што ќе се овозможи непречен премин на механизацијата преку овие вади. Третата тема за која што разговаравме е секако многу актуелна, делот на аерозагадувањето, проблем со кој што посебно се соочуваат нашите сограѓани од Кочани, со палењето на остатоците од земјоделските посеви и нешто за кое што разговараме подолго време, сигурно дека решението преку ноќ не можеме да го најдеме, меѓутоа сите сме спремни заеднички да продолжиме во разговорите и договарањето за изнаоѓање на кронично решение. Министерот Димковски истакна дека со 50 милиони денари ќе се поддржи земјоделието во делот на подготовките за пролетната сеидба од аспект на чистењето на каналите, замена на вентилите и други конкретни активности. Ова е еден добар знак и показател дека и локалната самоуправа може да се вклучи во решавање на многу проблеми рурални, односно кога зборуваме тука се земјоделски, покрај патиштата локалните, знаеме дека ние преку програмата за рурален развој се одвојуваат средства за поддршка, но исто така самите локални самоуправи може да го направат тоа и ова ме радува што слушаме и гледаме дека се покажуваат резултати, а секако дека ваквите прашања кои што се тангираат за климатските промени, кои што кога зборуваме за климатските промени, а секако и еколошките проблеми кои што настануваат, ние ќе разгледаме можностите како може ова да ги потикнеме и да ги поддржиме локалните самоуправи во полесно справување, а секако кога зборуваме за палење на стрништа, зборуваме за уништување на една целулоза која што секако со дополнителни активности тоа може да се претвори во еден добар хумус, а и во локалните самоуправи, односно преку нивните јавни предпријатија може да остваруваат и дополнителен принос, приход на самите фирми. Инаку со првата фаза од пробивањето и тампонирањето на полски патишта се предвидува да се опфатат приоритетните или во вкупна должина од околу 2400 метри, што ќе овозможи побезбедно движење на земјоделската механизација и поквалитетен транспорт на земјоделските производи.